2019 година од Кина тргна пандемијата на COVID-19. Штом заврши пандемијата, се случува нова пандемија на светско ниво и на европско, а тоа е продирот на кинеските модели на пазарот. И Македонија не е поштедена од тоа. Еве денеска го имаме на тест MG EHS, кој е плагин хибрид. Овој модел е класичен кросовер и нема врска со историјатот на марката MG, која беше ориентирана да произведува спортски двоседи. Имаме класичен кросовер кој по својот изглед не се одвојува од своите конкуренти. Нема што да се зборува многу за изгледот, но далеку од тоа дека има што да се критикува. Неговата линија и поставеноста на дизајнерските елементи е избалансирана и добро средена. Високата контура нема што да се елаборира, исто како и задниот дел, кој во многу нешта потсетува на неколку европски модели, се разбира дизајнерски. Ова е плагин хибрид, што значи дека во гепекот се сместени и пакетот батерии. Па, оваа должина од вкупно 4,6 метри која има овој модел е за жал со намален багажен простор. Производителот декларира 486 литри капацитет, но мислам дека тоа е преамбициозно. Во долниот дел од гепекот, тој што најмногу го зима просторот, е лоцирана батеријата. Таа има 16,6 киловат-часови капацитет и доволно е со овој полњач да се наполни за 4 часа и да со него да поминете некаде околу 40 до 45 километри во градско возење. На задната клупа има доволно простор, да не кажам и многу повеќе, но веднаш доаѓаат до израз спортските седишта кои повеќе соодействуваат со купе возило, а не спортско корисно возило. Ова е веројатно од остатокот на историјата на марката MG. Веднаш во внатрешноста ја забележувате биколорноста. Црвено-црно се преплетува и дава една спортска емоција, додека за светлото во кабината се грижи и големиот панорамски покрив кој е во цела должина на покривот. На возачкото седиште повторно емотивна атмосфера. Целиот централен гребен е изработен извонредно прецизно. Обложен е со истиот материјал како и седиштата, а на централната конзола одозгора има 10,3 инчен монитор, преку кого се контролираат забавните функции на автомобилот, како и конективните и се разбира навигацијата. Но тука доаѓаме до првиот недостаток. Кога ќе го активирате навигацијскиот систем, неговото подигање трае доста време. Тој е прецизен, неговото исликување е одлично, но дури се подигне, му требаат повеќе од 10 секунди, што е некое остварување типично за возила кои се произведени пред една декада. Како што реков во запознавањето на моделот, плагин хибридот е опремен со батерија од 16,6 киловат-часови, што овозможува автономија до 45 километри во градски услови на возење. Но испод каубата има 1,5 литрен турбомотор со 180 конски сили, кои заедно со електромоторот од 90 киловати формираат системска сила од 258 конски сили. Па, дали може овој склоп да пружи извонредна перформанса? Да видиме од почетокот што може да направи. Многу бучава и недобра перформанса.
Производителот тврди дека од состојба на минување до 100 км на час се совладува за 7,4 секунди, што и не е некој податок, а доколку има вистински 258 конски сили. И сигурно се прашувате какви перформанси може да се очекуваат од MG. Јас сум сосема задоволен кога се вози латентно или кога се внимаваат на сите ограничување на брзината во градски услови. Тогаш тој не се разликува од било кој автомобил производен на Западот. Но поради поголемата тежина која има, се забележува дека е склон на надуправување, особено кога сакате динамично да возите во свиоци. Не би ви препорачал да правите силни динамички излети, бидејќи ќе ви биде проблем малку да го смирите возилото. Тој е опремен со сите неопходни системи за асистенција и за стабилност, но неговата тежина го прави своето и инерцијата го повлекува. Можете да дојдете во искушение да ги испробате сите 258 конски сили, кои не се испорачуваат онака како што би очекувале да имате со вака силно декларирана системска моќност. Сепак, MG покажува дека кинезите не само што сериозно ја сватиле својата работа, туку тие веќе не се инфериорни во однос на многуте параметри со кои се гордеат западните производители. MG EHS може би не е на истото ниво како неговите конкуренти. Зборувам за динамичките способности. Се забележува дека и автоматскиот менувач помалку споро ги разбира командите кои му ги дава моторот и не се снаоѓа баш најдобро со хибридниот систем. Но ќе дојде денот кога и тоа ќе биде испеглано. И на крај доаѓаме до цената на MG EHS. Тој чини 43.600 евра. За кинеско возило некои велат дека тоа е многу пари, но ако споредите со неговите конкуренти, тоа е бар за 10.000 евра поевтин од најблискиот по цена. Треба да се биде свесен дека MG дава и 7 години гаранција на целото возило и на сите склопови, што е извонредно добар показател дека кинеските производители се сигурни во своите производи. Во внатрешноста атмосферата е одлична. Дури и не забележав оној типичен мирис кој го имаа доскоро кинеските возила кои искачаа на глобалниот пазар.